Моментално се наоѓаме пред соборниот храм Свети Климент Охридски, каде во пресред на еден од најголемите христијански празници Великден ќе поразговараме со отецот Сашко Николовски околу традициите, обичаите и верувањата. Отец Сашко, здраво! Зошто Великден е еден од најзначајните христијански празници и што всушност прославуваме на овој празник? Самиот збор Великден покажува дека се работи за голем ден. Значи единствен празник кој што е кажан како најголем ден, а најголем меѓу сите празници, како што знаеме да кажеме торжество на торжествата, празник на празниците, затоа што тоа е денот кога што го празнуваме Воскресението Христово. Воскресението Христово е таков настан кој што не може да се спореди со ништо во историјата на светот и човекот. Како по својата големина, така по своето значење, но исто така и по неговата таинственост. Зашто Христос ако не воскреснеше, празна е нашата проповед и на сите апостоли, но празна ќе беше и верата наша. И самиот Христос рекол: јас сум воскресение и живот, кој верува во мене и да умре ќе живее. Затоа што воскресението Христово е залог и за нашето воскресение. Христос воскресна, ја победи смртта, тоа ни покажа дека во него има живот, дека он е победител на смртта и дека после оваа смрт имаме повторно живот во вечноста при Христа. Токму затоа Христос и рекол повтор пат ќе дојде, кога ќе ги воскресне сите мртви, односно ќе ги соедини нивните души со тела. Ќе се прашаме како, за Бога се е можно, кога можел да го создаде светот и човекот, може и тоа да го направи. И затоа овој настан ни е голема потврда на нашата вера. Ние знаеме дека ако живееме добродетелно, ако се спасуваме, ќе ја наследиме вечност и вечно ќе пребиваме во Божјата близина. Токму затоа воскресението е најголемиот настан во историјата на човештвото. Кои се обичаите и традициите? Можам да речем слободно, после Божик Великден има најмногу обичаи меѓу луѓето и традиција. Пред се е важна првим верата, подготовката за верата, но ќе кажем и за тоа, но обичаите најмногу се влечат корен од самото време на апостолите. Например, посебен обичај е вапцањето на црвените јајца. Јајцето кое е символ на воскресението, зашто од јајцето изникнува животот. И јајцето било уште ке евреите како еден подарок, што обично го подарувале посиромашните кон другите луѓе како почит, како благодарност за нешто. Така да, оној момент кога Марија Магдалена отишла во Рим при царот Тибери, му поклонила јајце и му рекла Христос воскресе. И тој обичај тогаш е застапен кај сите христијани, а црвената боја е символика на победата. Христос се победи смртта, победи злото, го победи гревот, ни даде живот вечен преку воскресението. И како исто така и на самата крв пролејана на Господа, токму затоа и се прави, обично првите јајца се вапцуваат во четврток, на Велики четврток, зашто тоа е денот кога е основањето на светата тајна вечера, кога Господ преку виното и лебот ни дава светата причест и вели кој не го јаде моето тело нема да има живот вечен, кој не пие мојата крв нема да има живот вечен. Така, спомнавте вапцање црвени јајца. Меѓутоа, може ли да ни објасните која е символиката на вапцувањето црвени јајца и шарени јајца? Шарените јајца не се... Мислам, тоа може да има во самото вапцување, но немаат символика. Символиката е претежно во црвените јајца, црвената боја. Самата икона на Господ Исуса Христа која сликаме неговата црвена боја и плава боја, како ќе ги видите. Значи, неговата Божја и човечка природа. Токму затоа црвената боја како исто не потсеќа на сите страданија на Господ Исуса Христа. Бидејќи Христос страдал за нас, пролеал крв за да ги откупи не неговите, туку нашите гревови, зашто Бог е безгрешен. Токму затоа символиката не води кон сето тоа. Значи, јајцето не е она центарот на празникот Великден, но народот сака на свој еден начин сето тоа да го доживее и во своите домови и тоа го прави на таков начин. Тоа е особено интересно за помладите, зашто остава длабоки траги во нивните размислувања и сето тоа подлабоко ја зајакнува нивната вера. А секој обичај што ја зајакнува верата е добар обичај. Оној обичај кој што не води надвор од Бога, надвор од нашата вера, тоа е веќе лош обичај и обично црквата таквите ги отстранува. Може ли да ни кажете нешто повеќе околу постовите? Христос рекол во една прилика после искушението на ѓаволот кој го имал кон него, дека овој род, односно ѓаволскиот род, се изтерува само со пост и молитва. Господ дошол вдека на земјата, ни го пружил спасението. Ни покажал кој е патот по кој што треба да одиме за да ја здобиеме благодатта Божја.
Но Господ воскреснал, а потоа се вознал и отишол на небото. Го испреќа Светиот Дух да ја води црквата, основа црквата. Значи, столбот и тврдината на вистината е црквата и спасението се наоѓа во нејзе. Токму затоа сите инструменти, односно сите средства кои што се потребни за спасение се наоѓаат во православната црква, која до ден денеска го држи вистинското учење. Едни од тие средства се сушност постот и молитвата, и тие се како две крила кои што не водат кон Бога. Телесниот пост треба да не потикне што повеќе на духовниот пост. Телесниот пост треба да ја потикне глата наша за Христа. Значи да посакаме да бидеме поблиску до Христа. Така да постот како што е за телото, така и за душата. Ако постиме телесно, откажувајќи се од храна според божностите и според тоа колку се правилата, тогаш треба да почнеме да постиме и духовно, односно откажувајќи се од сите наши страсти, од наши пороци, гревови, со тоа да покажеме дека сакаме да бидеме поблиску до оној кој што е чист и оној кој што ни ја нуди чистотата, тоа е самиот Господ Исус Христос. Тоа е целта на постот. Целта на постот не е да го умртви телото, туку да го умртви гревот кој што се наоѓа во телото. Минатата година имавме празни храмови поради пандемијата со COVID-19. Што ќе се промени оваа година? Нема да имаме празни храмови, меѓутоа дали ќе има посебни мерки и протоколи? За жал, лани беше така. Се наметна пандемијата, нема да навлегуваме кој, од каде и што и како, но таа е реалноста околу нас. И со таа реалност треба се соочиме и да најдеме средства како да се справиме, што се и лани се справувавме. Мерките ќе постојат, веќе ни се кажани и се подготвуваме, особено во околу соборниот храм каде што ќе биде централната богослужба, ќе поставиме луѓе кои што ќе бидат редари, претежно од нашите студенти или луѓе кои што сакаат да помагаат, ќе гледаме дури да набавиме маски за оние кои што немаат околу дворот. Односно, но луѓето што доаѓаат во црква и кои ќе останат на литургијата, они си ги знаат средствата. Едноставно самите си се оддалечуваат на себе на достојно растојание, кога приоѓаат кон причес, направиме ред да ги пуштаме по еден на едно метро. Значи, наша цел е што поприбрано да се пристапи кон овие богослужби, а оние кои што се болни знаат дека треба да си седат дома. Тоа е многу јасна слика. Се надевам ја дека Господ ќе интервенира кон сето ова. И верувам дека тоа ќе биде многу брзо, бидејќи ако допушта Господ некое зло, го допушта заради наше оправување и ќе се случи сето тоа. Бидејќи он знае секое зло да го изведе кон добро. Наше е да бидеме трезвени, а оние што си веруваат во Бога, трезвеноста веќе им е всадена, знаат дека треба да го љубат својот ближен и дека не треба да му напакостат, така нека повелат во оној број кој што треба да бидат во храмовите Божи. Дали мислите дека ова зло, како што го нарековте, направи да сватиме дека не треба да се однесуваме како понекогаш, да се однесуваме како господари со светот и дека пред Бога и пред природата сме секогаш немојкни? Знаете, гордоста е почеток на сите гревови, а смиренијето е почеток на сите добродетели. Тоа го велат сите светиоци и секој пат црквата го кажувала. И оној момент кога ќе преовладее повеќе гордоста меѓу луѓето, Господ допуштал секој пат да се случува нешто. Стариот завет да го прочитаме и Новиот завет ќе видиме дека секој пат кога народот отпаѓал од Бога и во Стариот завет или влегувал во некое робство или пак се случувале некои работи, но сето тоа повторно го враќало кон она што треба. Значи ова се моменти кога треба да размислиме што сме направиле, до каде сме отишле. Односно, малце да си се вратиме кон самите себе и да сознаеме до каде ни е животот и што треба да оправиме. И посебно да го правиме нашиот однос со останатите луѓе, посебно со нашите блиски. Бидејќи христијанството и Христос многу јасно ни кажува, Бог е љубов и меѓу луѓето сака да царува љубовта, а не злото. Така, пандемијата предизвика скоро кај секој од нас анксиозност, депресија, а особено страв. Што мислите, како најдобро да се справиме со сето тоа? Која е вашата порака? Има два вида на страв. Страв кој што е човечка, некоја природна соsobina, да не умрам, да не ми се случи нешто зло, и страв Божи. Односно се плашам од она што го правам, зашто знам дека горе некој гледа. Може никој да не види, он ќе види. Ние христијаните особено се плашиме од оној момент, не да умреме, туку оној момент кога треба да застанеме пред Бог и да дадеме отчет за своите гревови. И токму тоа не враќа во колосек, што се вика, затоа што во тие моменти сваќаме дека треба да се покаеме за она што сме го направили. Тоа има препорака на сите христијани
Точно е дека ке некои случаи се јави и анксиозност и депресија, но тоа во кругот на црквата секој пат се решава. Особено во дружбата со позитивни личности, со луѓе кои што гледаат убаво на животот, без разлика во колкава мака и тегоба да се наоѓаме, и особено преку молитвата Божја и преку литургијата. Секој пат депресивците ги повикуваме да си дојдат на литургија, зашто тука ќе си го најдат прибежиштето, тука ќе си го најдат Бога. Бог лекува. Бог сака секој човек и душевно и телесно да биде здрав. Надвор од црквата нема да го најдат сите. И за сам крај, некаква порака дали имате да им порачате на сите верници, нели, сега во пресрет на големиот велигденски празник? Па Господ Бог нека им подари љубов меѓу сите, нека им подари повеќе разбирање, малку повеќе почет меѓу сите нас, да знаеме да го изслушаме другиот од другата страна, да разбереме до каде треба да одиме и пред се убаво да си ги поминат овие празници. Ова се денови кои се случува веќе најстрашната драма во времето на Христово, кога ние луѓето го предадовме Бога и го распнавме, но Бог ни покажа колку е човеколюбец и не сака, дека повторно се грижи за сите нас. Она со што можеме да му вратиме, да дојдеме на богослужби, да се помолиме, како за себе, така за сите наши блиски, пријатели и непријатели, да направиме добри дела, тоа ни останува, со тоа ќе си го понесеме горе на небото. Живи и здрави, убави празници на сите. Благодарам.